Со заем од Европската банка за обнова и развој, Македонија ќе инвестира во електропреносна мрежа на југоистокот на земјата. ЕБОР му позајми 26,4 милиони евра на Адам Мепсо за изградба на трафостаница во Гевгелискиот регион и обнова на 110 киловолтен далновод, што ќе овозможи приклучување на нови 1170 мегавати од обновливи извори, кои во моментов стојат неприклучени. Ние ќе му помогнеме на МЕПСО да воспостави центар за обука во југозападниот регион и овој центар ќе се фокусира на обука на операторите на мрежите и другите секторски работници кои што ќе бидат погодени од транзицијата кон зелена енергија и ќе развијат зелени вештини за иднината. Во редот на придобивките би сакала да го истакнем и значителното намалување на загубите на електрична енергија, зајакнување на стабилноста и доверливоста на мрежата, што директно ќе придонесе за квалитетна интеграција на дополнителен број на електрани од обновливи извори на енергија на мрежата на македонскиот електропреносен оператор. Со овој заем Македонија се приклучува кон земјите кои инвестираат за да овозможат што поголема енергетска транзиција. Мрежите во земјата се стари веќе со децении и многу треба да бидат заменети и имаат недостиг од нови приклучоци. Без такви инвестиции нема да има можност да се исполни планот за декарбонизација кој што го постави земјата во својата зелена агенда. Накусо, не може да имаме транзиција без пренос. Вкупната вредност на овој проект е 34,7 милиони евра, од кои 26,4 милиони се обезбедуваат со заем од ЕБОР. 7,6 милиони евра се обезбедени од Инвестицискиот фонд за Западен Балкан на Европската Унија и половина милиони евра од Климатскиот фонд. Председателката на ЕБОР, Одил Рене Басо, се наоѓа во неколкудневна работна посета на Македонија, при што ќе потпише неколку договори, меѓу кои и со банкарскиот сектор. Досега банката има инвестирано 2,9 милиарди евра во 190 проекти во државата.